Ние со господинот Мемет имавме бројни недоразбирања. Имаше обид да ми причини и професионална штета, за која што, кажувам дека јас му простив за таквиот однос, меѓутоа, ексклузивно би сакал да споделам што беше причината за тоа недоразбирање, односно таквиот негов однос, би рекол крајно непрофесионален однос. Преку предметното работење, констатирав дека еден висок носител на јавна функција работи незаконски. Написмено го констатирав тоа и добив усно укажување да ја променам таквата констатација. Сега, за оние кои што не ме познаваат, функционирам токму според тој принцип. За мене црното е црно, белото е бело и не ме интересира кој е од другата страна. Ние можеме да дискутираме по однос на општествени теми, да имаме и различни ставови, ќе ги прифатам и вашите аргументи или било чии аргументи, меѓутоа овде Правилата се правила. Правила се правила. Откако одбив да променам содржината на документот, тука започна таа голгота, кога противправно ми беа одземени надлежностите од еден временски период, зашто искористив прилика да ги известам јавноста, медиумите, меѓународната заедница, после кое што се направи општествен притисок и реши да ја врати состојбата во првобитна состојба. И сега, Но, јас опстанав на тоа што би имав напишано и лицата за кои што се однесуваше тој документ кој што го честно е потпишав, да кажете од која партија се барем тие лица, ако не сакате да кажете кои се лица, тие кои тоа не верувам дека е тајна. од до сега владеачката СДСМ беше едно лице стануваше збор. Она што мене ми причини министер, да, ми причини посебно задоволство, тоа е дека лицата кои што беа оштетени со документот кој што го добија од кај народниот правобранител успеа да ја докажат својата вистина во судска постапка. Што беше доказ за мене дека сум бил на правата страна во случајот.